Нашиот следен гостин е господинот Марко Бислимовски, председателот на регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Водни услуги, така е. А веќе и за комунален отпад сме одговорни. Имајќи во предвид дека минатата најдала се донесе законот за комунален отпад. Супер. И тоа ќе го поразговараме, бидејќи ви се товари овој Самаров, како што гледам, да видиме дали ќе издржи тоа што е под Самарот да го носи тој товар. Сакам прво да прашам, имам информации дека поголем број од компаниите кои што снабдуваат електрична енергија почнуваат да ги откажуваат договорите со индустријските компании, приватни компании за снабдување. Точна е таа информација, на што се должи? Точна е таа информација. Нашите снабдувачи со електрична енергија, а и некои трговци со електрична енергија се во изминативе месец-два започнуваат да ги раскинуваат договорите со нивните потрошувачи, бидејќи истите се по многу пониски цени, некаде околу 50 евра за мегават час обезбедува електрична енергија за потрошувачите кои што се на слободниот пазар на електрична енергија, но во изминативе 3-4 месеца цената на електричната енергија во цела Европа, а тоа и значи во нашиот регион, е драстично зголемена и имаме цената на купување на големо. На големо, да, околу 110-120 евра за мегават час е цената на електрична енергија на пазарот на големо. И од тие причини нашите снабдувачи не можат да го издржат товарот, бидејќи веќе договорите кои што им беа склучени минатата година со други трговци од земјите кои што извезуваат, им се раскинати и на некој начин и врз нив се врши притисок да одат во загуба и поради тоа има еден тренд на раскинување на договорите. Имат ли право на тоа, бидејќи договорите се прават и за лошо и за добро, мислам, и кога врне да значи, се заштити. Ние следиме оваа ситуација активно и веќе превземаме одредени мерки. Овие снабдувачи почнавме да ги известуваме во текот на месец. Кој е бројот на тие снабдувачи? Имаме 13 активни снабдувачи во овој момент и сме земја која што има најголем број на активни снабдувачи во овој дел на Европа, вклучувајќи ги Бугарија и Романија и Грција. Да не се споредуваме со Србија, со Босна, со Косово. Овие снабдувачи беа информирани да си превземат соодветни мерки, потоа за некои од нив почнавме да носиме одлуки, а исто така за некои од нив кои што не си го коригираат своето однесување, ќе започнеме прекршочни постапки и таму каде што нема да се решени со овие прекршочни постапки, регулаторната комисија за енергетика ќе започне постапки за одземање на лиценци. Но она што е битно е дека во последниот период добивме информации и од потрошувачи и од тие причини во наредниот период ќе објавиме црна листа на снабдувачи кои што не се придржуваат на своите договорни обврски со потрошувачите, со цел на потрошувачите да им дадеме информација од кои снабдувачи би било најдобро да обезбедуваат електрична енергија. Значи, снабдувачите може да го раскинат договорот, но до оној период додека потрошувачот не се најде нов снабдувач, треба да испорачуваат електрична енергија по цените кои што биле договорени. Снабдувачите минатата година набавуваа електрична енергија и за 25, за 30, за 35 евра за мегават. Ја продаваа по 50, по 60, по 70, по 80. Ја следам во моментов се одвива, значи во последните 2-3 дена една жестока дебата во Британија на истата тема. 14 компании најавија дека ќе пропаднат доколку продолжат да ги спредуваат подпишаните договори, тоа е истата ситуација за многу поскапа цена ја купуваат и така натаму. Почнува еден бран од барање дали владата британска може субвенции да ги спасува и така натаму. Овдека имате такви барања, има такви идеи? Во овој момент во делот на слободниот пазар на електрична енергија има одредени поместувања и тоа што се случува во Европа се рефлектира и кај нас, бидејќи ние сме увозно ориентирана земја и од тие причини новите договори кои што ги случуваат потрошувачите се со зголемена цена на електрична енергија, но тоа е на слободниот пазар на електрична енергија. Инаку кога ја споменавте Британија, интересно е што во текот на минатата недела во Британија се сруши
рекордот на цена на електрична енергија во одредени часови во текот на денот, и тој изнесуваше фантастични 2700 евра за мегават час. Значи тоа е рекорд кој што не верувам дека некогаш ќе биде достигнат. Инаку како за репер да ви кажам, минатата година се тргувало за околу 55 до 60 евра. Сега имавме во неколку часови заради проблеми со врската со Франција 2700 евра за мегават час. Значи факт е дека во Европската унија, во речиси сите земји, цените на електрична енергија на пазарот на големо драстично се зголемуваат. И за тоа, според оние анализи кои што ги следиме, заради тоа, поради неколку причини стојат позади тоа. Пред се првата причина е што Европската унија воведе така наречена такса за CO2 емисии. И таа такса за CO2 емисии, ако изнесуваше меѓу 20 и 25 евра за мегават час, сега изнесува околу 70 евра за мегават час. А се уште значено производство се произведува од јаглен. Се повеќе и повеќе се намалува производството на јаглен, особено во Британија е намалено. Така. Британија за 90% го има намалено својот инсталиран капацитет од јаглен. Ако бил пред 10 години 80.000 мегавати, сега 8.000 мегавати. Истото е направено и во Германија, така да најголемите земји во Европа го намалуваат своето, драстично го намалуваат своето производство на јаглен и обезбедуваат електрична енергија делумно од нуклеарни централи, од обновливи извори, но и од и производство на електрична енергија од природен газ. И сега дополнително кон ова во земјиве членки на Европската унија, вклучувајќи и Британија, производството на електрична енергија од обновливи извори се намали. Пред се хидропроизводството, бидејќи имаше страшна суша. Исто така и производството на електрична енергија од ветерни електрани е намалено, а како што кажав е намалено и од јаглен. А исто така и таму каде што се произведува јаглен, трошоците за транспорт на јаглен се драстично зголемени, бидејќи некои земји увезуваат и од Југоисточна Азија Што значи јаглен. ќе се компензира со нуклеарни централи? Тоа значи сега во овој момент нуклеарните централи се со ограничен капацитет, тоа е тоа што го имаат и се обидува ова намалено производство да го заменат со производство на електрична енергија од природен газ. И бидејќи од еднас на пазарот на електрична енергија, на пазарот на природен газ во ЕУ, стана голема побарувачка на природниот газ, исто така и цената на природниот газ ги руши рекордите. Значи сега конкретно, според така наречените холандски фјучерси, цената на природниот газ изнесува околу $1000 за нормален метар кубен. Само за репер, во текот на минатата година се тргуваше за цена на природниот газ на овој пазар на големо во ЕУ за околу $130-150 за нормален метар кубен. Тоа е отприлike 6-7 пати поскапо. И дополнително кон ова треба да се каже дека и Русија е во процес на одобрување и пуштање во употреба на новиот Северен поток 2, така да и дополнително бидејќи е намалена испораката на електрична енергија на природен газ и од Русија, со цел да се направи притисок врз Европската комисија да даде конечно одобрување за почнување со работа на овој нов прекуграничен преносен капацитет за природен газ, и тоа дополнително влијае на цената за природниот газ. Како да го сватаме, господин Беслимовски? Не подготвувате на нови цени на струјата зима? Не, тоа значи главната дебата се вози во Европската унија. Ја верувам дека ова ќе биде од времен карактер, вообичаено после секоја криза да се случуваат овакви драматични Прво, растови. драматично расте на побарувачката. Тоа е врцевата, бидејќи се пробуди економијата и сега тоа експлодира. Но верувам дека со пуштањето на работа на Северен ток 2, цената за природниот газ ќе се стабилизира и со тоа и цената на електричната енергија во одреден дел ќе се релаксира. Овој газ преку Грција што би требало да доаѓа Александрополис и така натаму, како му доаѓа израелско, американско, чие е сега таа собствена? Значи тоа ние ќе преку новата интерконективна врска ќе носиме пред се азербеџански газ. Добро.
со тоа што ќе инвестира државата во Александрополис, тамо ќе има и други и од други земји, и од Соединетите американски Колку е држави, и од перспективата Израел. за тоа? Па перспективата ќе биде, имајќи во предвид дека ние како земја енергетска независност сме обезбедувале преку јагленот. И јагленот, резервите на јагленот се при крај и нашето производство на електрична енергија веќе ќе треба од јаглен да го префрламе на природен газ. Значи, за нашата земја исклучиво ќе биде битно да обезбедиме соодветни количини на природен газ. Разговараме за Рек Битола, се разбира, бидејќи За Рек Битола од производител. Исто така во ТЕЦ Неготино ќе биде електрана која што ќе користи природен Да, газ. затоа што ТЕЦ Неготино се пали по потреба, кога е ептен голема Се пикот на пали, потреба. така, и со природниот газ во ТЕЦ Неготино малце ќе се релаксира ситуацијата. Исто така има најави веќе и при крај се за неколку сериозни инвестиции во когенеративни постројки во градот Скопје, кои што ќе произведуваат и електрична и топлинска енергија, што и особено во делот на топлинската енергија, верувам дека тоа ќе биде огромен бенефит за потрошувачите. Господин Битлимовски, тешка суша годинава. Тоа влие врз хидропотенцијалите. Од друга страна, големо сонце, значи голема енергија добиена од сончева. Како стоиме со тој распоред на силите? Значи, се врши ли некаква трансформација на нашата енергетска основа? Се од повеќе едно и до друго? повеќе. Имаме изградени нови фотоволтаични електрани и тие на почетокот беа со помал инсталиран капацитет. 500 киловата, 1 мегават, 1,5 мегават, 2 мегавата, 3 мегавата и за последниве 3-4 години се изградени некаде околу 70 мегавата фотоволтаични електрани. Значи тие што се мали, ние ги викаме дека се мали, но тие се 70 мегавата. Например, Света Споредете Петка, тоа, ние да. 36 мегавати, а Колку Козјак петки, е да. 80 мегавати, Да. а веќе има најави за сериозни инвестиции во фотоволтаични електрани кои ќе бидат над 100 мегавати од една страна, а од друга страна тој проблем, бидејќи обновливите извори од друга страна па се проблематични за водење на системот, ја верувам дека ќе имаме конечно успешен тендер за изградба на чебрени галишта со што ќе се стабилизира. Да бе прашам, вие ги знаете сите проблеми, ги знае голем дел од јавноста со чебрени галиште, тоа е стар проект, како ќе дојде влада, сите го градат и така натаму. Таму проблемот се разбира конструктивен, колку што јас успевам да разберам, многу висока брана, голема цена на изградба, неисплатливост и така натаму. Сега да ја упростам до крај целата дебата. Верувате дека тоа ќе се изгради? Па со оглед на позицијата која што има нашата држава, таа електрана може да се користи пред се за обезбедување на така наречени системски услуги и баланс на енергија за да се држи електропреносниот систем стабилен. Имајќи во предвид дека е при крај проектот за регионално поврзување на сите земји во делот на обезбедување на системски услуги и баланс на енергија и како регион веќе може да биде да се наблюдува постоењето на чебрени галишта и да се обезбедува соодветни профити. Инаку чебрени галишта со тој капацитет што го има, пред се ќе обезбедува електрична енергија во периоди во текот на денот кога нашата земја најмногу увезува и на тој начин ќе се стабилизира еден баланс се. Да. Имам уште 2 минути по минута за секое прашање. Ја гледам табелата на цените на бензините и дизелот во десетина земји. Како е можно Македонија да има за 50 центи поевтин бензин од грците? Како е можно да ние сме најниско на табела, не радува, но како е тоа можно? Што се случува, зошто, што се случува во други земји што имаме убедливо? Основна причина затоа што има набавната цена е секаде иста. Па И сите го гледаме платот. Па се И разбира. значи и тоа е Во другите држави се продаваат оптоварување. Давачките кон државата се апсолутно повисоки во Грција, во Албанија, во Косово, во сите останати земји, Хрватска а кај и нас се најниски. Тоа е основната причина што имаме најниски Владата цени купува и за база, социјален. и за бензин и за дизел. Значи, за разлика од Грција, кај нас
Најголема е потрошувачката на дизелот и сега се внимава за цената на дизелот. И ако гледате, во најголем дел земји веќе цената на дизелот е над бензините. Пред избориве нема да има поскапување, претпоставам. Оти вие сте сензитивни. Не, во однос на нафтените деривати ние на неделно ниво ги објавуваме податоците, тоа што се случува на плац, тоа го гледам и тоа го објавуваме. Ако не рипне. Така е. За крај да Значи ние не можеме да влијаеме. Ја да можев да влијам, сигурно немаше да бидам тука во ова студио, ќе си терам друга работа многу поинтересна, по-профитабилна, да. За крај, господине, што е ова што ви додаваат сега да се занимавате и со отпад? Да, од минатата недела е донесен законот за комунален отпад и ќе бидеме институција која ќе определува цената и за комуналниот отпад. Значи ќе станеме... Имате други ингеренции, некакви регулаторни во таа област, инспекцијски и така или? Немам инспекцијски, претежно сме задолжени, бидеј сме задолжени за водните услуги и за комуналниот отпад во делот на определувањето на Тоа цените. значи колку јас плаќам дома ѓубре, тоа вие ќе за подигнување на ѓубре се. Регулаторната комисија за енергетика ќе го определува, но концептот е искако за водните услуги, ние ќе даваме минимална и максимална цена, а потоа советите на општините во рамките на тој минимум и максимум ќе се определуваат крајната цена, што според мене не е добро решение. Треба ние како регулатор да кажеме крајна цена за да ги подспастриме малци јавните комунални предпријатија. Има голема конкуренција со приватни компании или се само јавни? Во овој момент се само јавни комунални предпријатија. Да, затоа што јас таму кај што живеам мислам дека приватна компанија не го собира сметот, но тоа да не го собира во договор со јавното комунално предпријатие. Господин Марко Бислимовски, ги истрошивме нашите 15 минути и 20. Ви благодарам за ова гостување и пак ќе ви имаме, ама следниот пат кој ќе поскапи цената. Ви благодарам. Се надевам дека цената е стабилна во делот на домаќинствата, тоа е регулиран пазар на електрична енергија. Елем обезбеди електрична енергија и тоа по цена од 36 евра за мегават час. За да знаат граѓаните дека тоа Елем што го прави е заштита на граѓаните и дополнително по иницијатива на регулаторната комисија за енергетика владата донесе закон кој што го усвои собранието, со кое што ДДВ-то за домаќинствата се намали од 18 на 5%. Ама ако смеам да забележам за тоа ДДВ, ВМРО, ДПМН и СДСМ се испотепа во јавноста кој е заслужен, мислам дека вие го предложивте. Ние го предложивме и предлагаме и други работи. Па другите си ги земаа ловориките. Да, ние сме тука да бидеме проактивни и да даваме иницијативи. Марко Бислимовски, 10 часот и 1 минута. Благодарам.